Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Лицемерието во СДСМ нема крај. Нивните функционери немаат ниту срам, ниту перде. Заев ја лажеше целата јавност дека ќе се спротивстави на непотизмот кој што ги зафати изминатите месеци. Почитувани, непотизмот не само што не прекина, туку и продолжи да се шири. Најновите информации кои стигнаа до нас говорат дека и во здравството има вработување по принципот на мира дизел вработување. Почитувани, пратеничката од СДСМ, Катерина Кузмановска од Струмица, својата ќерка Марија Кузмановска пред известно време ја вработила на гинекологија во Скопје, и тоа со дискреционо право на директор и министер. Интригантно е, што ќерката на Кузмановска е општ доктор и е вработена во ГАК, а на гинекологија сите знаат дека и се потребни специјалисти гинеколози кои недостасуваат. Замислете, општ лекар од Струмица се вработува на гинекологија во Скопје, каде што се потребни специјалисти гинеколози. Воопшто не им е важно на СДСМ ниту здравството, ниту пак сузбивањето на непотизмот. Важно им е само да ги вработат своите роднини и да си поделат тендери во здравството, додека пак секој ден ни се иселуваат млади лекари. Ја повикуваме антикорупцијската комисија да го испита и овој случај на непотизам. Додека пак Катерина Кузмановска има морална одговорност веднаш да се извини на јавноста и да си даде оставка. Почитувани, не само што не прекинаа со вработување на нивните најблиски СДСМ, туку и продолжија нови да вработуваат, лажејќи го народот во очи само за да ги гласа на изборите. Почитувани господа од СДСМ, ви дојде крајот. Во недела волјата на граѓаните ќе биде јасно изразена и ќе ве поразат граѓаните исто како што ве порази и во првиот круг од претседателските избори. Ве повикувам сите граѓани во недела масовно да го дадете својот глас против непотизмот, против оваа ненародна и криминална власт и против Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ. Почитувани, иден председател на Република Македонија професорката Силјановска, која што се бори за право и правдина, наспроти СДСМ кои што се борат единствено за личен интерес, за вработување на своите најблиски и за криминални тендери. Благодарам. Дали има прашања? Повелете. Дека после празниците, работната група на ВМРО ќе достави одговори на последниот предлог од правда во однос на Законот за јавно обвинителство, во конкретно делот каде што се определува дека државниот обвинител Иван Миловски ќе одлучува кои предмети и дали кај кои обвинители бидат, односно дали ќе се користат. Вака ние цениме размената на мислења помеѓу тимот, правниот тим, односно правната комисија на ВМРО ДПМН и владата, односно Министерството за правда. Мораме да истакнеме дека се уште нема компромис помеѓу двата преговарачки тима и дека се уште се работи на анализи и додатни преговори. Очигледно е дека волја постои кај двата тима да се изнајде решение односно кое што би било заклучно со европските теркови и во дискрециони рамки се преговара и се разговара и се работи. Меѓутоа, како што кажав, му даваме шанса на процесот да се одвои понатаму, така да во наредниот период ќе имаме нови информации кои што ќе можеме да ви ги доставиме вам на медиумите. Се уште немате доставено конкретно одговори на во моментов се работи на анализи, се работи на како што реков, доработка на одредени ставови и насоки кои што ги имаме како ВМРО ДПМН, така да во наредните неколку денови ќе имате повеќе информации за овој процес. Благодарам.